Ситуацијата со откупот на ориз во Кочанскиот регион држи статус кво. Едва 1 до 2 фирми откупуваат ориз, ама по цени како производната. Ова за оризопроизводителите е неприфатливо, па спас гледаат во стоковите резерви, иако како што велат не се оптимисти дека ситуацијата ќе се движи на подобро. Оставени сами на себе, велат се борат со тешката криза во која се наоѓа оризопроизводството. Оризот се откупува инцидентно, мислам, многу мали количини. И тоа само откупуваат една две фирми, оние другите не откупуваат и се откупува по цени испод производната цена. Тоа е неприпатливо, меѓутоа ние сме немоќни во овој случај и те така. Оставените самите на себе. Поризот стоят сигурно 150-60% може и повише. А со стоковите резерви, не знам, тоа 2000 тона ќе биде, а кога ќе биде и како има најава дека од 1 март ствари таму негде ќе почнат. Тие учи сега, мислам дека има област за набав, мислам, значи кој ќе биде, има распишано тендер. И како ќе биде, насамо не знаем. Во период кога нивите треба да се подготвуваат за нова сеидба, оризарите децитни дека ориз нема да има по кочанските полиња. Освен што стои голема количина неоткупен ориз по амбарите на земјоделците, дополнително велат нема доволно вода. Ова под знак прашалник ја става и сеидбата и производството на ориз. Што за нова сеидба? Значи бената е околу 35 до 50 милиони. Што и тука е под знак прашање и сеидбата дали воопшто, значи ќе се почне со сеидба. Значи проблем ќе има и со сеидба, сигурно дека ќе има проблем. А со 40 и 70 значи 80 милиона кубика, мислам дека сеидбата не може да почне во Корчан и Кочанско. А камо ли за Цицерико горе вода да има. Нема воопшто да се сее. Оризо има шанса да исчезне од кочанските полиња. Со овие цени и со овај хаос што е направен, а нема кој да го среде, мислам дека е страшна работа. Откако земјоделците изминатиот период алармираа за проблемот со кој нивниот ориз наместо откупен стои во амбарите, од Министерството за земјоделство, односно од владата, истакнаа дека ќе се набават за потребите на стокови резерви оризова арпа. Ова се прави за прв пат и ќе значи помагање во целата ситуација и регулација во делот на пласманот на оризовата арпа.